Пусти улици, празни маркети, штама на детските игралишта. Ваква е денешната слика во една од најпосетуваните островски држави, сместена во средината на Средоземното море. Туристичката атракција за македонците, но во последниве години и дестинација за преселба на голем број наши граѓани. Исконтактиравме еден скопјанец кој е во моментов таму. Маријан Најдовски е во посета на Малта веќе 4-та недела. Моментално се наоѓам на главната улица која што е задолжена да ги спои градовите Паула Забар со Марса Скала. Ова е главниот пат каде што луѓето го користат за да стигнат на своите работни места, меѓутоа како што може да забележите движењето е доста ограничено. Кои се мерките кои што Малта ги превзема за справување со кризата наречена корона? Државните служби излегоа со пресконференција вчера и кажа, тоест повика со апел до граѓаните да го ограничат своето движење колку што е можно повеќе и доколку немаат потреба да излегуваат на улиците да не излегуваат, каде што угостителските објекти како кафулиња, ресторани, казина и слично се затворени. Дел од нив затворија од денес, меѓутоа повеќето собственици на самите бизниси своеволно одлучија да стапат на сила со оваа мерка уште од пред една недела поради доброто на вработените, како и да нема туристи кои што ќе се разминуваат со тукашните граѓани. Кога беше зголемен бројот на случаевите во Италија кои беа заразени од самиот вирус, владата веднаш презеде мерки и сите оние кои што доаѓа од држави кои што имаше појава на коронавирусот беа во задолжителен карантин од 14 дена со полициско интервенција, односно следење на тоа дали самиот карантин ќе биде прекршен или не. Бројката на заболени од COVID-19 расте од ден на ден, вели Најдовски. Се до моментот на нашиот разговор на островската земја беа регистрирани 38 заболени. Од нив неофицијално нема македонци. Најмалиот е 3-годишно момче, а највозрасниот 52-годишен маж. Смртен случај досега нема. Прашавме околу тоа колку земјата во која престојува е подготвена, доколку се влоши состојбата. Сепак спремноста на Малта да се справи со коронавирусот и капацитетот се повеќе се зголемува со тоа што се набавени дополнителни 680 кревети во болницата Матер Деј, која што е главната болница на Малта. Има посебна линија каде што сите оние кои што ги имаат симптомите и сите информации поврзани со коронавирусот може да ги изразговараат на посебна линија, како што другите итни линии не би се пренатрупале со повици. Исто така, оние мерки кои што ги презема владата, односно здравството на Малта, се тие дека сите оние кои што се болни, кои што не треба да појдат во болниците и да има контакт меѓу нив, се на домашно лекување и лекарите доаѓаат на домашна посета и оттаму ги прегледуваат и ги понатаму третираат заболените. Исто така се вработени нови 40 лица само да се справат со линијата за итни повици и исто така во сите компании, фабрики кои што се уште се во погон, мерките за предпазливост се на многу високо ниво, односно вработените им е обезбедени им се ракавици за користење за една употреба. Исто така на секој чекор се наоѓаат дезинфектанти, како и маски кои што се задолжителни да ги користат додека се на работното место. Има ли дисциплина во однесувањето на луѓето? Влада ли паника и страв? Голема паника и хектично купување низ продавниците нема. Ограничен бројот на луѓето во некои од продавниците и големите маркети на протокот на луѓе, односно се чека ред пред маркетот и одреден број на граѓани можат да влезат и да купуваат, при тоа што им е снабдено ракавици за една употреба за да не ги допираат производите со своите раце. Исто така дезинфектанти пред и по влезот во самите маркети е достапен. Она исто така што можам да го забележам е дека се користи дистанца при самото плаќање на касите и исто така она што е
Прилично забележливо е дека луѓето се ретко користат кеш при својата трансакција, туку користат картички за да не би имало контакт помеѓу вработените и самите оние кои што се потрошувачи во маркетот. Кај нас овде залихите на антибактериски средства, заштитни маски и ракавици магично исчезнуваат. Како е таму? Има ли доволно на лагерот овие производи? Кога станува збор за маските, дезинфектантите и ракавиците за една употреба, тие се достапни во аптеките. Цените варираат во зависност од тоа колку е снабден маркетот, односно колку е снабдена аптеката, меѓутоа не е некоја драстична разлика во цените. Исто така забележливо е тоа дека граѓаните не купуваат маски за да се заштитат од вирусот, за да останат резерви доколку се потребни за оние кои што се болни од вирусот и медицинскиот персонал. Цена на едно џебно средство за дезинфекција од 50 мл во Малта чини од 6 до 10 евра. А цените на прехранбените продукти дали се поскапени? Цените на производите и храната остануваат исти како и претходно. Питката вода во продавниците исто така ја задржува својата цена. Одреден број на ресторани работат само по принцип на домашна достава, за да можат луѓето кои се во задолжителен карантин и оние кои се од загрозената група на граѓани да имаат достапност до дневни обраци, објаснува Најдовски за Алфа телевизија. На Малта овој период многу ретко се користи јавниот превоз. Во автобусите е дозволено да се возат само онолку патници колку што има седишта. Има многу македонци кои што се уште се таму. Имаш ли контакт со некој од нив? Кои се опциите за да се вратите дома? Македонците кои што се наоѓаат на Малта, живеат и работат тука, немам информација дали сакаат да се вратат назад во матичната држава, меѓутоа она што го знам е дека граѓаните кои што се на одмор или посета на Малта, а се во Малта остануваат заробени тука поради тоа што летовите беа откажани. Дел од нашите граѓани беа заглавени на аеродромот во Малта, како што не би можеле да се вратат назад во матичната држава. Се огласија до надлежните институции во Македонија доколку би можеле новие граѓани да им помогнат, заради тоа што единствен лет, односно конекција до Скопје беше преку Истанбул, а според пишаните медиуми цената која што чинела билетот била преку 700 евра, а граѓаните не си можеле да си го дозволат тоа. Пробав да најдам некоја информација во врска со тоа дали институциите се огласиле на самиот повик на граѓаните, меѓутоа не можев да најдам ни еден релевантен извор кој што го потврдува тоа.